Добро вечер. На почетокот сме на новото магазинско издание на 360 степени. И вечерва неизоставни се темите поврзани со предизборието, а ги допираме и корупцијата и зборообразувањето во македонскиот јазик. ВМРО ДПМН предизборно ветува распуштање на судскиот и на Советот на јавни обвинители. Но тоа ќе отвори преседан да можеби при секоја смена на власта да се одземаат мандати кои што им се дадени на луѓе со нормално гласање во нормален процес во собранието. Па мислам дека преседан во Македонија во моментот е под 2% доверба во правосудството. Правосудството е многу специфично и не треба да се поведуваме од емоции. Остварливо ли е ветувањето на СДСМ за просечна плата од 1100 евра и минимална од 600 евра до 2028? Во приватниот сектор платите се пораснати од 33 во одредени сектори до 92% во одредени сектори. Ако тргнеме неколку години наназад, ќе видиме дека ваквото ветување е неодржливо. Карван од граѓаните против корупцијата во Кичево. Ако има личност интегритет, тогаш не е лесно подкуплива. И во Крива Паланка. Може да се информирате денеска и за јавните набавки во вашата општина, како се трошат и зошто е важно да ги следиме? Млади правники и политиколог иницираат општествена дебата за зборообразувањето во македонскиот јазик. Делумно изфрустрирани од спонтаното користење на англиски зборови, долго време флиртувавме со идејата за настанов. Во оваа приказна секој од нас има улога, да бидеме зборци. Почнуваме со историите. Распуштањето на судскиот совет е идеја што и доскорешната влада се обиде да ја спроведе во име на реформите во судството, но не и поиде од рака. Сега истиот предлог на маса го враќа ВМРО ДПМН во програмата за предстојните парламентарни избори. Попрецизно, предлогот е и надограден, бидејќи најголемата опозицијска партија ветува распуштање не само на судскиот, туку и на Советот на јавни обвинители. Александар Димитриевски трага по одговорите што точно подразбира ВМРО ДПМН под распуштање на овие тела, зошто тоа не и успеа на досегашната власт и конечно, дали воопшто е остварливо ова ветување? Стефан, можеби со тебе ќе ставиме... Ова беа воведните зборови на портпаролката на ВМРО ДПМН Марија Митева, со кој го најави настапот на сопартиецот Стефан Андоновски на представувањето на платформа 1198. Програмата на најголемата опозицијска партија за предстојните избори. Во програмата тргнуваме од идејата дека ние мораме да го распуштиме Републичкиот судски совет или Судскиот совет на Република Македонија и Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Распуштањето на двете тела Андоновски го смести во контекст на реформите кои ВМРО ДПМН ги најавува во правосудството. Поточно, го спомена распуштањето како прв чекор, пред да почнат реформите. Но, распуштањето на судскиот и на Советот на јавни обвинители е толку комплицирано прашање, што е многу тешко остварливо, па дури и речиси неостварливо. Еве и зошто. Распуштање на судскиот совет и тоа пред неполна година, лани во јуни, предложи министерот за правда Кренар Лога. Поводот беа двата последователни пуча во Советот, кога за кратко време беа сменети две председателки на ова тело. Павлина Црвенковска по оставката и Весна Дамева по разрешувањето обвинија дека нивните заминувања се последици на нечии влијанија и притисоци. На тоа се надоврза и оставките на два члена на Советот од редот на судиите. Набргу, тој јуни, беше најавено дека за предлогот за распуштањето во собранието ќе разговараат власта и опозицијата. Од идејата не се огради ни премиерот Димитар Ковачевски. Треба да се направи ремонт на одредени и институции и процеси, па и закони во делот на правосудството, бидејќи сите анализи тоа го покажуваат, сите изјави на странски дипломати тоа го кажуваат. Но помина летото, дојде есента, а идејата за распуштање на судскиот совет се префрли во рацете на експертска комисија во Министерството за правда. Паралелно, во судскиот совет дојде тим експерти од Европската унија, па потоа се чекаше што ќе кажат тие на тема распуштање. Немаме никаков, за мене зборувам, немам проблем. Кога тогашниот председател на судскиот совет Сашко Георгиев го даде ова интервју за 360 степени, извештајот на оценската мисија на Европската унија не беше готов. Па, од идеите за распуштање на Советот, Георгиев се бранеше со овие аргументи.
Лоша пракса ќе биде тоа. Замислете и во иднина, тоа ќе биде еден принцип за дека во иднина дека при некаква промена на политичка гарнитура или било каква состојба, дека по нечии предлог и тоа ќе оди така елегантно, значи како некаква пракса, и тоа мислам дека ќе биде една лоша порака за судството во иднина. Извештајот на оценската мисија на Европската Унија за судскиот совет конечно стигна во декември. Во него немаше препорака за распуштање на судскиот совет и политичарите повеќе не ја спомна идејата. Попрецизно, не ја споменува се до трибината на ВМРО ДПМН. Затоа побаравме одговори од човекот што ја реактуализираше идејата, како планираат и да го спроведат ветувањето. Во досегашните изјави од ВМРО ДПМН зборуваа за распуштање на целиот судски совет. Но во интервју за 360 степени, меѓународниот секретар и дополнителен заменик министер за информатичко општество во техничката влада, Стефан Андоновски, рече дека за сега ветувањето за разрешување не се однесува на мнозинството од 8 члена кои сами си ги бираат судиите, туку пред се на оние 5 члена што ги избира собранието. Ние имавме сериозна расправа и дискусија внатре во рамки на партијата кој би бил правилниот начин од екстремот на целосна промена на форматот, на концептот на судскиот совет, советот на јавни обвинители, што би значило и уставна реформа, до палиативни мерки кои што би значеле корекција на постојното работење. Нашето решение, нашиот пристап е да видиме со законски измени да направиме постапка во која што сите ќе имаат верба. Прво мора да тргнеме од изборот кој што го прави собранието, затоа што за такви избори ние пледираме. Но понатаму секако ќе размислуваме во рамки на препораките на Европската комисија, на оние институции кои што беа присутни тука на терен и ги истражуваа состојбите, да направиме вистински законски реформи со кои што ќе се гарантира квалитет при изборот. Добро, само да расчистиме. Вие планирате да ги разрешите само членовите на судскиот совет кои што ги избира собранието, или планирате да ги разрешите сите членови на судскиот совет, вклучувајќи ги оние кои што судиите се ги избрали им дале мандат? По законските основи кои што сега постојат, ние се фокусираме на оние кои што ги избира собранието, а ги предлага претседателот на државата, така што тука ќе биде нашиот примарен фокус. Но тоа ќе отвори преседан да можеби при секоја смена на власта да се одземаат мандати кои што им се дадени на луѓе со нормално гласање во нормален процес во собранието, независно и со целосно разбирање на забелешките кои што ги имате. Па мислам дека преседан во Македонија во моментот е под 2% доверба во правосудството, и тоа никогаш до сега не се нема случајно, и мислам дека е аларм кој што сите треба да не разбуди и да не притисне да делуваме веднаш. Дури по цена да се предизвика и понатаму домино ефект. Отварањето на постапки за разрешување на други членови на комисии не е нов феномен. И не би кажал дека со доаѓањето на ново парламентарно мнозинство не се правеле промени во поединечни комисии, тела, состави и така натаму, кои што како прерогатив ги избира собранието. Но сепак, секогаш постапките мора да бидат објективни и транспарентни и граѓаните да знаат зошто определена промена се врши. Андоновски најавува по прецизно дефинирање на терминот истакнат правник. Тоа е услов за еден кандидат да биде избран за член на судскиот или советот на јавни обвинители од страна на собранието, но и квалификација која по потреба нуди широк простор за слободно толкување. Потоа, со нови критериуми, би избрале неколку нови членови на советите, на местото на разрешените. Тоа, во комбинација со засилени проверки на имотот на судиите и обвинителите и примена на препораките на ЕУ, сметаат дека ќе даде нов квалитет. Во делот на реформите во правосудството, слични идеи за одредени прашања имаат и во СДСМ. Но, вели членката на надзорниот одбор на партијата и заменик министерка за правда, Викторија Аврамовска Мадиќ, разрешувањето на членовите на советите не може да биде опција. Прво, од политички причини. Доколку тоа би се десило, секоја политичка партија, па дали е на 4 или 8 години, кога ќе дојде на власт, повторно ќе осмени законот со преодни завршни одредби и ќе опрекине мандатот на се она што било претходно избрано. Понатаму, вели Аврамовска Мадиќ, има и законски пречки. Тие излегле на површина по изјавите на министерот Кренар Лога, па и премиерот Димитар Ковачевски за распуштање на судскиот совет. Во правосудството е многу специфично и не треба да се поведуваме од емоции и брзи реакции. Јас само тоа можам во моментов да го искоментирам во однос на нивните изјави. Зошто го велам тоа?
После тие изјави, Министерството за правда направи работна група, комисија за менување на законот за судски совет, за да може да се изнајде начин. Бидејќи има една аномалија, каде што не е дефинирано, допрецизирано, како членовите од собранието можат да бидат разрешени. Само има една одредба каде што вика дека може да се бара одговорност од страна на собранието, доколку годишниот извештај не им биде усвоен од страна на собранието. Во тој период, двата годишни извештаи и за 2021 и 2022 беа усвоени од страна на собранието. Со тоа што собранието признало дека они функционирале одлично изминатиот период. А разрешување со измена на Законот за судски совет во делот на преодни и завршни одредби има повеќе опасности, смета Аврамовска Мадиќ. Со законска одредба, сите експерти кои влегоа во комисијата за да изработат нов закон за судски совет, констатираат дека тие преодни завршни одредби, кои што беа првично во етерот произлегоа дека со 3 за од донесување на законот во рок од 3 месеци му престанува мандатот на судскиот совет, не беше возможно. Зошто? Судиите 8 се избрани од редот на самите суди. И тие може да ги разрешат самите суди, дури и сега со барање на утврдување на одговорност, подпишано од страна на 20 суди. Прашањето, дали е прифатливо да се распуштат судскиот и советот на јавни обвинители, го поставивме и до трите дипломатски мисии во земјава кои инвестираа најмногу енергија и средства во реформи во правосудството. Од амбасадата на Кралството Холандија ни одговорија. Амбасадата не коментира изборни програми на политички партии. Од амбасадата на Соединетите Американски држави испратија подолг став. Како што партиите почнуваат да ги изложуваат своите изборни програми, ова е идеално време за медиумите и граѓаните да ги разгледаат овие идеи и предлози и да ги прашаат лидерите како во реалноста можат да бидат спроведени. Додека ние во амбасадата на САД внимателно ги проучуваме сите национални планови на партиите, продолжуваме и одблизу да ги следиме постапките, одлуките и активностите во судството, кое е во очајна потреба од вистински реформи. Обликот и брзината на тие реформи се одговорност на владата, независно од политичката партија и коалициските партнери. Од делегацијата на ЕУПАК посредно велат, не се за распуштање на судскиот совет. Генерално не коментираме планови или предлози на политички партии за време на изборен период. Ке работиме со кој да е избран да ја води земјата по изборите врз основа на законите и стандардите на Европската Унија, вклучувајќи го исходот од скрининг процесот, патоказот за владење на правото што ќе биде усогласен и препораките на оценската мисија за судскиот совет. И да не се создадат услови за разрешување на дел или на сите членови на судскиот и на советот на јавни обвинители, се чини дека созрева атмосферата за покрупни резови. Ние предлагаме да се сменјат законот, па ако треба и уставот, и по донесување на тие во една јавна транспарентна, со едни дебати, анкети, анализа, вклучување на голем број на стручњаци, па може и бивши членови на судски совет, кои што ќе покажат како претходно функционирал Републички судски совет, па после 2006 со трансформација, дали овој систем подобар е или претходниот систем подобар. Добра била намерата, можеби во моментот кога биле носени уставните измени за реформа на судскиот совет и советот на јавни обвинители, но можеби времето поминало и сега потребно да се направат некои нови промени. Секако нема ова да биде прв приоритет за уставните реформи во овој дел, но ќе отвориме дискусија со сите политички партии во собранието да видиме во која насока треба да се движи реформата на судско-обвинителскиот систем, затоа што тоа однос секако ќе обара и Европската унија во процесот на преговори. И додека анализиравме дали распуштањето на судскиот и на советот на јавни обвинители е остварливо предизборно ветување на ВМРО ДПМН, анализиравме и дали е остварливо предизборното ветување на СДСМ, дека ако победат на изборите, ќе испорачаат просечна плата во државата од околу 1100 евра и минимална плата од околу 600 евра до крајот на нивниот мандат во 2028 година. Владко Чаловски. Нема откажување од повисок животен стандард за сите. Гарантираме дека во наредните 4 години просечната плата ќе достигне рекордни 1100 евра, а минималната плата ќе изнесува 600 евра. Пред 2 недели лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски најави дека во фокусот на економските политики на неговата партија ќе биде европска плата.
односно 1100 евра просечна и 600 евра минимална плата до крајот на мандатот на новата влада во 2028 година. Од тогаш функционерите на СДСМ не испуштаат шанса да го нагласат ова ветување. Согласно пресметките на економскиот тим, ова е нешто што е реално остварливо, односно постигнување на таа просечна плата од 1100 евра. И ова ветување кое што го даваме за 1100 евра просечна плата и 600 евра минимална плата е ветување кое што ќе биде реализирано на задоволство на граѓаните. Во наредните 4 години просечната плата ќе зголемиме на рекордни 1100 евра, а минималната плата на 600 евра. Дали ветувањата за платите на СДСМ се реално изводливи или се само политичко надавање во пресред на изборите? Просечната нето плата во државата за јануари годинава изнесува 39.542 денари, или околу 640 евра. Тоа не е многу споредено со регионот, а особено не со Европската Унија, но е значително повеќе од просечната нето плата исплатена во јануари 2023 година, кога изнесувала 33.943 денари, односно 100 евра помалку. Ако пак се вратиме 5 години назад, просечната плата во јануари 2019 година изнесувала 24.517 денари или 400 евра. Таков раст на платите за 5 години, според податоците од Државниот завод за статистика, не е регистриран во последните 2 децении. За да се оствари ветувањето на СДСМ, просечната плата да порасне на 1100 евра до средината на 2028 година, што е околу 67.650 денари. Годишно таа треба да расте по околу 6.250 денари, вклучувајќи го и периодот додека трае кампањата, изборите и формирањето влада. Според подпредседателот на СДСМ, Фатмир Битичи, проекциите се реално достижни поради повеќе фактори, но најмногу поради планот за раст на продуктивноста. Вели, економскиот тим на СДСМ ги користел истите математики и во 2020 година за ветувањата со кои настапија на тие избори. Денеска просечната плата во државата се уште не е изминат 4-годишниот период, затоа што ветувањето беше дадено во јули 2020, значи ние веќе во декември 2023 имаме од 40.000 просечна плата достигната во државата. Врз база на истите анализи и метрики, значи истите појдовни точки, зголемување на продуктивност, ефикасно работно место, раст на бруто домашниот производ, подршка системска од страна на владата, подршка која што доаја од различни меѓународни институции, значи е сет на различни места. Велиме дека просечната плата во државата во 2028 ќе биде 1100 евра. Меѓутоа, ако податоците за растот на платите се вкрстат со податоците за инфлацијата, излегува дека двата периоди со најголем раст на платите во последниве 2 децении се проследени со зголемена инфлација. Така било и во периодот 2007-2009 година, инаку период на големата светска финансиска криза, така било и во последниве 2-3 години, период на светската пост-ковид и енергетската криза поради војната во Украина. Па, дали може да се очекува дополнителен голем раст на платите, ако се знае дека инфлацијата се стабилизира? Не треба да зборуваме за растот и за инфлацијата при раст на платите, затоа што во пазарната економија се други параметри кои што едноставно треба да ги земете во предвид ако сакате да задржите работна сила и ако сакате да зголемите продуктивноста. Особено во помалку развиените земји, платата е еден од факторите за продуктивност. Во други многу развиени земји платата е фактор во продуктивноста, но не е клучниот фактор во продуктивноста. И тоа не треба да го занемариме. За жал, ние ги гледаме платите како единствен фактор и викаме, тоа е за да покриеш одредени трошоци во животот. Ние велиме да, тоа е така. Благосостојбата и достоинствена плата за достоинствено работно место е клучното што треба да го обезбедиме како политичари, но при тоа
да зголемиме продуктивноста, затоа што економијата само со зголемена продуктивност може да испорача толкави плати. Во насока на пораст на платите, Битичи упатува и на неискористениот потенцијал кај неактивното женско население. Во овој момент, за тоа никој не зборува, и ги гледам и опозицијата и тие што се нудат на политичкиот пазар. Преку 50% од работно способното население, жени, не е искористено и не се третира воопшто како потенцијална работна сила на пазарот. Тоа е сериозна бројка на луѓе кои што може да одговори на предизвиците на наредните 4 години. Заветувањето на СДСМ до крајот на мандатот на следната влада просечната плата да биде 1100, а минималната 600 евра. Став побаравме од Трајко Славески, министер за финансии во владата на ВМРО ДПМН од 2006 до 2009 година, а сега член на извршниот комитет на партијата. Ако тргнеме неколку години наназад, ќе видиме дека ваквото ветување е неодржливо. Например, неодржливо она што го имавме минатата година, да имаме раст на просечната плата од 16 и нешто проценти, а во исто време бруто домашниот производ, значи она што го произведува Република Македонија, порасне само за 1%. Се разбира, во такви услови имате инфлација која што го јаде тој номинален раст на платата. И треба да конечно нашиот дали Завод за статистика или други институции да оперираат со средна плата или медијална плата. Тоа е онаа плата која што ја зема работникот, 50% земаат помалку, 50% повеќе. Затоа што просеците, како што гледаме, водат до само една илузија и не е реален одраз на животниот стандард, затоа што голем број на, да речем, работени во Република Македонија земаат плати под просекот. Својот став дека, иако пораснала платата, не пораснал и стандардот, Славески го аргументираше и на социјалните мрежи. Во една прилика објави и фотографија од купче пари и рол на тоалет хартија, како символика дека џабе СДСМ се фали, оти платите се повисоки, ако со нив може да се купат помалку работи. Исто така на социјалните мрежи, Фатмир Битичи му врати дека дури и со инфлацијата, во последниве години има реален раст и на платите и на стандардот на граѓаните, за разлика од периодот кога Славески бил министер. Тоа не го смени мислењето на екс-министерот. Од изминатите неколку години се гледа дека речиси целокупниот пораст номинален на платите го изеде инфлацијата. Такво нешто може да се случи во иднина со такви политики, каде што не се нуди еден одржлив модел, каде што, да речеме, ќе се сузбие сивата економија, ќе се сузбие корупцијата и ќе се најде начин на поддршка на она здраво ткиво извозните сектори во Република Македонија што ќе доведе до повисока вредност. А секоја, да речем, секоја активност на зголемувањето на партиципацијата на женскиот труд во Република Македонија се разбира ќе доведе до пораст на бруто домашниот производ, што не мора да значи нели дека ќе биде вработување со високи плати. Во предизборните ветувања има листа која личи на желботека на двете страни. Ова е првиот коментар на Влагица Петрески, извршната директорка на Институтот за економски политики и истражувања Finance Think, и заветувањата за платите на власта и заветувањето за пензиите на опозицијата. Сепак, се фокусиравме на темата на оваа сторија – просечна плата од 1100 евра и минимална од 600. До таква плата се стигнува исклучиво со повисока додадена вредност и со јакнење на продуктивност. На ниво на економија, тоа значи дека ќе имаме повисок бруто домашен производ, не зборуваме за бруто домашен производ од 1, 2, 2,5-3%, зборуваме на вистина за стапки од бруто домашен производ кои што се на многу повисоко ниво. На ниво на една компанија, тоа значи дека таа компанија создава, произведува повеќе или ако се занимава во одредена дејност каде што на вистина може да има високи профитни маржи, може да има висока додадена вредност, или на ниво на индивидуално лице, тоа значи дека лицето со сопствените вештини може да се продаде соодветно, или, например, ќе ги зајакнете вештините на лицата кои што работат во нископлатежните сектори и заедно со инвестиции во технологија, вие ќе овозможите таа компанија да создава повисока додадена вредност.
Но, вели Петрески, такви предуслови во земјава не постојат. Заекнувањето на вештините на работниците во нископлатежните дејности се со ограничен обем, а и фирмите се истрошени од кризата, за да можат да влезат во инвестиции во технологија која би ја зголемила продуктивноста. И на крај, ние доколку одлучиме дека сакаме да биде минималната плата 600 евра, да, возможно е. Со легислативно решение ќе направиме промена, минималната плата ќе биде 600 евра. Меѓутоа на крај, она кое што ќе го платиме ако не ја создадеме со додадената вредност, тоа ќе заврши со негативен исход. Дали е тоа негативен исход по повисок буџетски дефицит, затоа што веројатно бизнис секторот ќе започне да бара субвенции, тоа ќе треба да биде од некаде платено, или тоа ќе биде по некоја друга цена, други индикатори. Например, во минатите 2 години ние се соочивме со сериозни стапки на инфлација, каде што да беа движени од други фактори, меѓутоа во 10% од таа инфлација придонесе и порастот на минималната плата од 15 на 18.000 денари. За корупцијата многу се зборува, но малку се прави против феноменот кој е најсериозниот проблем на ова општество. Група невладени организации и новинарски редакции обединети во конзорциумот Граѓаните против корупцијата ги продолжуваат обидите да ги анимираат граѓаните, овој пат жителите на Кичево и на Крива Паланка, за тоа како и каде да ја пријавуваат корупцијата. Повеќе од Зоран Јовановски. Кичевци се жалат на така наречената ситна корупција. Според нивните сведоштва, искажани во кампот организиран од програмата Граѓаните против корупцијата, тешко се завршува работа по институциите без да се даде барем мал подарок. Јавна тајна е дека во Македонија царува корупцијата. Значи сите што можеле да го искористат моментумот да бидат некои нешто со туѓи средства пари, тоа го искористиле. Многу пати, не еднаш. Посебно во Кичево, кога ти кажа право ти заврши некоја работа, си тесно, разбираш? И мојат нешто е дали да му фрлиш под рака или да му кажеш ела на вечера, тоа не се па така да ти услужи работата. Корупцијата не може да се уништет нигде, но во Кичево немало толку корупција и така на така. Јас лично на своја кожа и моето семејство не чувствувале корупција. Корупција почнува од нас. Луѓето ја прават корупцијата, не ја прави општината, не ја прави државата, него луѓето ја прават корупцијата. Што е мито, а што интегритет? Каде се пријавува, како да се реагира? Ова се само дел од нештата што граѓаните можеа да ги научат на тема корупција. Идејата е да почнеме да го менуваме менталитетот од самите нас и токму заради тоа идејата е да подарите вакви картички за благодарност наместо да дадете подарок кај докторот, кај наставничката или кај јавниот службеник. Граѓаните се информираа и тоа на креативен начин. А доколку го решите овој крстозбор, ќе ви дадеме како за награда маичка. Ако има личност со интегритет, тогаш не е лесно подкуплива. Не можеш со мито, со корупција да и влиеш и да изнудиш било што од таа личност. Значи таа има интегритет. Овде ви е целиот збор интегритет. Ја знаете онаа институција која што прават на која прегледуваат документи на институции. И чешлаат ревизија. Точно. За успешно решениот крстозбор следуваше ветениот подарок, но и покана да се пријави случај на корупција кај представниците на медиумите, ако граѓаните имале такво искуство. Корупцијата е во сите пори. Ке млади, ке стари, до началници, до службеници во општина. Во здравство. Здравството не знам, ама судство. На република. Ама општината можеме да кажеме може подобро. Ја да кажеме мене генерален. Ме избркаа од работа. Добро. Некој пат. Добро. Избркано да работи. Во нелегална процедура. Технолошки вишок, По технолошки вишок, добро. А денес вака што во нелегална процедура. Може, во нелегална процедура. За новинарката Сашка Цветковска, ова е еден од начините граѓаните да се охрабрат да пријават корупција, а невладините организации и медиумите да им го овозможат тоа. Граѓаните доаѓаат, сакаат да комуницираат, ги интересира што работиме. Не е наидеално, граѓаните исто така изгубиле доверба и во институциите, но не само во државните, и во невладиниот сектор, и во нас медиумите, и со право, бидејќи може да се каже, може би не некој од нас поединечно, но дека 30 години потврлија граѓанските организации и медиумите
да им кажат на граѓаните што се случува и еве сме сега ние собрани да ги поправиме штетите, да поправиме таа доверба и да, имаме такви прашања. Се обидуваме да им објасниме кои се нашите намери и да им објасниме како тие можат да ни помогнат заедно да допринесеме за, како што реков, да се случат долгорочно значајни политички промени. Група средношколци од Кочани изведоа неколку драматизации на тема коруптивно однесување. Во едната беше прикажан различен однос на професорка кон различни ученици. Ти кај си до сега? Бев да јадам. Сега ли се јаде? Другите не се гладни да јадат? За ова имаш неоправда, не ме ти кажувам. Наравно. Добар ден, професорке. Добар ден, седни си. Во друга ситуација, група млади разговара за потешкотиите при вадењето нов пасош. Одам таму како цар, улавам, сликам се, утре дента зимам го. Мајката, шо ние тука будали ли сме што чекаме? 2 месеци чекам да се сликам само. Ја тоа не знам. Си немате така врски, тоа е. Од Македонскиот центар за меѓународна соработка велат дека за корупцијата јавно се зборува, но прашањето е како да се спречи и санкционира. Кај нас е повеќе да се што повеќе пријавуваат и процесираат случаи и да има институционален одговор, односно да има процесирање на тие случаи, да има казни за сторителите на коруптивни дела или криминални дела и да се, ако велиме дека секој трети му било побарано, тоа се пола милион луѓе, нели пописот рече 1.800.000, значи 500-600.000 луѓе им било побарано. Митоа 500.000 дале, а има помалку од 100 случаи годишно во обвинителствата за корупција и помалку од 10 пресуди. Значи многу има разлика тука и мора обвинителството поактивно да делува. Кампот го посети делегација на USAID, предводена од представничката на канцеларијата во Македонија, Джери Дайбл. USAID е поддржувач на проектот, а со тоа и на борбата против корупцијата во земјава. Корпата со класичните подароци за некој да ти заврши работа беше главниот символ и во кампот преку глава ми од корупцијата, што следниот ден беше поставен во Крива Паланка. Значи за некој да речеме ситни поклончиња, кафе, бомбонјера, дека треба да се заврши работа по одредени институции, сега неќем да именувам. Тој да, а за поголемата корупција немам некој си посебен став. Мислам, тоа е реалност. Корупцијата врие насекаде, не само во Крива Паланка. Така да кај да отидеш, ако не дадеш, не можеш да заврши работа. Треба сите да се трудиме, да се бориме да се намали корупцијата. И секоја злоупотреба таква треба се пријавува. Жители на Крива Паланка беа љубопитни да дознаат каква активност има на нивниот плоштад. Освен за каде да пријавите корупција, до која институција во Скопје, и тоа може да го направите анонимно по мејл или телефон, може да се информирате денеска и за јавните набавки во вашата општина, како се трошат и зошто е важно да ги следиме. Овој кривопаланчанец беше многу упатен во термините поврзани со корупција при решавањето на крстозборот. За декрет, како кажуваме, указ, да, имаме користолюбие или точно. Но не беше единствен. Десетици граѓани го решија крстозборот. Потоа имаме политички групации или политички партии, така, политички групации или политички партии. Новинарите пак добија индиции за потенцијални истражувања на тема корупција, кои треба да се проверат. Имате ли да пријавите некаков случај на коруптивно делување на политички елити во Крива Паланка? Има ли корупција? Тоа треба да има. А за вработување, ако сакаш да бидеш полицаец, мора да дадеш 5000 евра. Несомнено, сите имаат ист идентичен впечаток дека корупцијата е главниот проблем во општеството. Кога е во прашање тоа каде детектираат главната корупција, имаат општи одговори. Од типот сите се корумпирани, владата е корумпирана, администрацијата е корумпирана и ретко кој од нив се охрабрува да посочи конкретно име и презиме и конкретен личен пример со кој што бил соочен и бил приморан да даде мито или корупција за да му се заврши некаква работа за која што нема потреба да дава пари. Организаторите на настанот сметаат дека ова е начин на граѓаните да им се докаже она во што се уште не веруваат. На крајот на денот, доколку ние се обединиме од граѓанскиот сектор, медиумите, треба и приватниот сектор. Заеднички сметам дека можеме да придонесеме, особено во охрабрувањето на граѓаните, бидејќи само така можеме да се надеваме на некакви промени.
Во еден момент во кампот во Крива Паланка се појавија представници на СДСМ, но не за да пријават корупција, туку затоа што сосема случајно во непосредна близина има партиски настан. Дали и колку ни е сиромашен јазикот? Колку се продуктивни начините за формирање нови зборови? Што да се прави со новите термини што секојдневно ги носи технолошкиот развој? Дали јазичниот пуризам во Хрватска е добар пример? Колку писателите се соочуваат со недостиг на зборови при творење? Се дел од прашањата за кои се дебатираше на настан посветен на зборообразувањето во македонскиот јазик. Тоа што и даде посебен печат на дебатата се иницијаторите. Двајца млади скопјани, едниот правник, другиот политиколог, кои полемизирајќи во своето друштво на различни теми сватиле дека честопати бараат помош во англискиот јазик. Галена Николовска-Ризвановиќ. Професори, лектори, преведувачи, студенти од филолошкиот факултет, млади луѓе и други јазиколюбци добија задача да создадат нов креативен збор на македонски јазик. Со скенирање QR код со мобилните телефони преку посебна апликација, учесниците ги испраќаа новокреираните зборови. За неколку минути веќе беа преброени 30 на нови. Очо зборлив, психологинка, скитожелен, здраволюбец, вселенар. Првиот е опинионче. Може да ми каже кој го напише опинионче? Не се стигна. Убавија, да оструи, фати струја, зборољубец, дожди, убавење. Активноста беше дел од панел дискусијата на тема зборообразување и новите димензии на македонскиот јазик. Меѓу говорниците беше професорката Илина Јакимовска од Институтот за етнологија и антропологија на ПМФ, која се осврна на неколку начини за збогатување на јазичниот фонд. Првата основа, според Јакимовска, може да бидат странските јазици во кои веќе постои збор за нешто. Значи, во Гинисовата книга на рекорди, според густината на значење содржана во еден збор, или најзипуван, како да кажам, збор, е мами хлапи на тапеи од јазикот на народот на Тиера дел Фуего, најјужниот дел од Јужна Америка, кој што означува, и сега верувам дека ќе го имате оној аха момент, кога двајца се гледаат, секој од нив знае дека нешто треба да се случи или посакува да се случи, но никој од нив не сака да биде прв. Значи, антрополошки гледано, ова е еден, сега не сакам да го потребам зборот доказ, бидејќи асоцирана на hard sciences, но еден знак, едно укажување на универзалноста на човековите чувства. Меѓу потенцијалните извори на нови зборови, професорката Јакимовска не ја заборави и вештачката интелигенција. Значи го прашав ChatGPT, измисли ми сосема нов македонски збор. Тој ми одговори. Сосема нов тој, пазете. Некој млад така. Сосема нов измислен македонски збор е мислоблиск. Ова може да се користи за да се опише некој што има склоност кон креативно мислење или кој врзува идеи и мисловни процеси. Во дискусијата учествуваше и писателката Фросина Пармаковска, која сподели дека честопати чувствува недостиг на зборови при пишувањето. Незините романи се базираат на идеи за ликови, за чие градење требаат многу зборови. Сега некои што ми текнуваат, затоа што е прилично свеж последниот роман, се работи за еден лик кој што е подобен за создавање на такви зборови. Значи, тој е лик кој што е внук на магионичар, копнеач кој закопнеа и докопнува, верувач, сакач, звездопостилач, лик кој самува, баш го спомена професорката тој збор, чезнеач и исчезнувач. Се трудам, се обидувам да придонесам со некои изведенки со зборови, со некој пополнување на тие празнини каде што јас ги чувствувам кога пишувам. Пармаковска се осврна и на ригидноста на лекторите за употребата на одредени зборови во делата, наведувајќи ги турцизмите како пример. Ако зборуваме за зборообразување, јас исто така и во таа насока и негување на некои подзаборавени зборови, мислам дека македонскиот јазик
го нема тој луксус да заборава зборови, затоа што и онака ни е сиромашен речникот. Професорката Славица Велева од Филолошкиот факултет при УКИМ не се согласува со оценката за сиромашност, зашто вели ако одреден збор го нема во речникот, не значи и дека не е стандарден. Не може да кажеме дека едноставно ќе легнеме и ќе чекаме некој збор да ни дојде или да го најдеме во речникот. Како што ви кажав, тој може и да едноставно да профункционира. Сега во однос на функционалност или во однос на слободата на креирањето во македонскиот, работејќи на зборобразувањето во функционалните стилови, заклучокот е колку што еден функционален стил е поблизок до нормата или ограничен со нормата, таа креативност или слобода во создавањето е поограничена. Колку што е подалеку или понеобврзан тој стил кон нормата, толку е креирањето, креативност и слободата поголема. На дебатата беше отворено и прашањето за јазичниот пуризам во Хрватска, каде се бара хрватски неологизам за секој странски збор, па наместо метро велат подземница, за тачскрин додирник и слично. Зошто македонскиот не го следи истиот пример? Јазикот ви е жив систем. И тој систем природно отфрла туѓо тело и на некој начин ги филтрира формите. Не би рекла дека треба до тој степен да сме пористи, но не треба да се најде една рамнотежа, но не треба и се да се зема здраво за готово, па да селебрираме наместо да прославуваме. Во дискусијата се вклучија и дел од присутните во публиката. Помладите прашуваа дали може да се употребуваат конкретни зборови или за соодветен превод на странски. Професорката по македонски јазик и лекторка Татјана Евтимовска беше прашана за феминативите кај професиите. Јас застапувам еден малку можеби така краен став или радикален, дека новото време едноставно бара жените кои што работат во определени професии, кои што дури се и поброени во професијата отколку мажите, да имаат соодветен терминолошки назив. Па така да речеме како што зборуваме, нели порано сме зборувале за родинка, слугинка, домаќинка, денес можеме да зборуваме и можеме да дебатираме за тоа дали жената психолог ќе биде психологиња или психологинка или може би нешто трето, дури психолошка, што на луѓето не им се допаѓа многу бидејќи не ги се сопаѓа со придавката, ама имаме и многу такви примери каде што нели употребата на женскиот род во професијата се сопаѓа со придавката, па имаме работничка или не знам, наставничка. Заклучоците од дебатата се движеа во насока на тоа дека времето ќе ги покаже новите димензии на македонскиот јазик, но и дека не треба да се практикува јазична дембелаана, фраза на Блаже Коневски за лесно и некритичко прифаќање на сите странски зборови како стандардни во нашиот јазик. Ова што сега го имаме и ова што сега се случува и ќе се случува, јас сум уверена дека навистина ќе следиме и ќе слушаме и дека имаме нови грижници или нови љубители на јазикот кои што ќе се обидат да направат формат кој што ќе го доближи чистиот македонски јазик, убавиот, креативниот, не само до нив како генерација, туку и до оние кои што доаѓаат по нив. На настанот присуствуваа многу млади луѓе, какви што се и иницијаторите на дебатата. Виктор Бучковски, правник од УКИМ, и Игор Антов, кој е на постдипломски студии по политички науки во Германија. Идејата им дошла спонтано, делумно изфрустрирани од пречестата употреба на англиски зборови при нивните интерни муабетења. Сепак, не ја прифаќаат тезата дека македонскиот е сиромашен јазик. Ние недоволно сме креативни на македонскиот јазик. Така би се изразил, бидејќи кога последен, јас не се сеќавам пред професорката некој мене да ми објаснил дека од збор Гане Тодоровски направил 35 нови збора, значи само од еден збор, што останало тогаш на другите зборови. Така што не би се согласил дека е сиромашен, туку би рекол дека не сме доволно креативни. И кога човек подолго време живее во Германија, до душа веќе во првиот месец кога го владее јазикот на високо ниво, може да ги воочи тие сличности на тоа како јазикот го отсликува германскиот, да речеме, систем. И воден од таа, веќе кога ќе го воочи човекот еднаш тоа сознание, не може барем јас лично да не направам паралела со нашето општество дома. И така природно, барем кај мене, се разви идејата како да го збогатиме македонскиот јазик, како да го направиме поатрактивен не само во пишаниот говор, туку и во секојдневниот говор.
пред се и пред младите, но не само. Се разбира, тоа е процес кој што ги опфаќа сите генерации. Игор и Виктор планираат да продолжат со активностите за да ја популаризираат, па и да ја формализираат идејата за кревање на свесноста дека е голем потенцијалот за креирање нови зборови во нашиот јазик, кој, како што велеше Конески, е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. По оваа несекојдневна иницијатива одиме на ново издание на Саботажата. Знаете, автор е Сречко Поповски. Ако се остварат прогнозите кои се базираат на впечатоците досега, не очекува не само свеж, туку и угледен парламентарен состав кој во целост ќе ги задоволи апетитите и барањата на јавноста. Пошто го следам собранието, ја гледам се поголеми тикви таму. Ќе дојде уште малце ново собрание и ќе видите дека квалитетот мање више ќе биде полош од претходното, кој беше полош од претходното, кој беше полош од претходното. Таму нема да биде една порано гласна пратеничка. Таа се подготвува за ресор во идниот владин кабинет, што веројатно ќе биде преседан во современата политика, а можеби и ќе придонесе за подобрување на односите со Бугарија. Одик имаме мајка министерка, а син, член на градското собрание на Софија. Еве, кажувам на јавноста, бидејќи Солза Грчева и е полесно да седи во опозиција, одошто во опозиција, а да не работи ништо. Ако Солза влезе во влада, и верувам дека ќе има некаква позиција во владата. За разлика од идната министерка која изгледа има платено и за фризерај, постојните се уште внимателни и не сметаат дека е чукнат часот да се фати редот пред шнајдерските работилници. Апсолутно. Доста дела сега. Којачи не може да постигне. Факт е дека песнав доста од дела изминати во период, ама тоа е ради килажата, не ради тоа што ќе беше после 8 мај. После тој ден доаѓа 9, а поранешните функционери на партијата која очекуваат добар резултат се скептични во однос на изборот на идниот шеф на државата. Особено ако тој е подржан од поранешниот, за кој самите имаат впечаток дека не се мешал во своите надлежности. Тоа е не англиска кралица, него бетер. Нели, нашиот председател има надлежности у надворешна политика и да подпишува закони. Тој немаше ни тоа. Многу нешта во иднина ќе зависат и од персоналните решенија, но најмногу од се од намерите и поставените цели. Добро е само ако тие остануваат на ниво на груба реторичка грешка, па силната станува ситна. Имаме безкомпромисна политичка волја, со нула толеранција за корупција и силна волја и борба против секаков вид на криминал. И на крајот, не бил само баш Оливер крив за документите, ами и упорните антисеверџанисти. Во еден момент останав без лична карта и без пасош, и тераше тоа известно време, и почнав да не можам од банката пари да вадам, фамилија да издржавам. Па ајде ме притиснаа од дома, па ајде лична карта извадив. Ја пасош не сум извадил, да ти кажам. Се знае од која причина, а кај, дај, ке мораме. Знаеш како, не можеме да се затвориме херметички. Можеби и можеме. Тоа никогаш и не било исклучено. Доволна е само кревката реалност да потклекне пред божемниот голем патриотизам. Тука завршува ова издание на 360 степени. Од понеделник почнуваме со предизборни интервјуа со кандидатите за шеф на државата. Се гледаме. Пријатно.